Алергиските реакции представуваат имун одговор, односно одбрана на организмот од различни етиолошки фактори. Основна задача на имунолошкиот систем е да го штити организмот од туги материи. Материите навлегуваат во организмот и предизвикуваат алергиски реакции. Во секој орган од телото може да се одигра алергиски реакции, меѓутоа околу 80% од сите алергии се случуваат на кожата и слузолкожата. Тука настанува главниот судир на организмот и тугите материи. Постојат стотици причинители на алергиите и тие се наоѓаат насекаде околу нас, во домот, работната средина, храната, природата што не обкружува. Зависно од тоа каде се одигрува самата реакција, алергијата може да се манифестира на неразличен начин. Повеќе се предизвикуваат од полени, па и тревата и цвеќата. Обичајно овие алергии ги фаќат углавно сите возрастни, помалку или може да кажем дека нема децата испод 2 години, над 2 години почнува да се јават алергии, почнувајќи од 2 година, па надалje повеќе ги фаќат младите луѓе. Обичајно симптомите се кивање, затнат нос, течење од носот, кашлење. Прво, што е најважно, колку што е можно, тие луѓе кога веќе знаеме од што се алергични, тие треба да се трудат што помалку да доаѓат во контакт со тие алергени. Во овој период што имаме сезонски алергии, пациентите што се алергични на полени, на трева, се препорачуваат кога е времето мирно, може, помалку имаат проблем. Проблемите се зголемат кога дува ветер. Тогаш тие алергени се во воздухот и се препорачува тие денови тие пациенти што имаат проблем со алергии помалку да се движат во природата, повеќе да седат внатре дома со затворени прозори, навечер секогаш да се прави бања за тие алергени што се во косата, во кожата, тие да не бидат во организм, за да не доаѓат во контакт со лигавицата на носот и на грлото, пошто овие алергии повеќе ги фаќат носот, синусите и грлото. Алергијата представува ненормална бурна реакција на организмот на некоја супстанца која вообичаено е безопасна на најголем број луѓе. Овие супстанци се нарекуваат алергии, а реакцијата која ја предизвикува е алергиска реакција и истата може да се појави било каде во организмот, при тоа може да предизвика сериозни последици, дури и да заврши со смрт.